Почитувани родители, добар ден. Јас сум Драгана Дојчиновска, логопед во Здруженијето за асистивна технологија Отворете ги прозорците. Денеска ќе зборуваме за насоки и активности за стимулација на говорот кај дете на 3 и 4 години. Најнапред еден краток вовед што всушност представува говор и јазикот. Говорот представува вербална експресија и артикулација на гласот, додека пак јазикот представува систем на испраќање и примање на информација кои што истите треба да бидат разбрани во комуникацијата. Говорот и јазикот се сложени процеси кои што се развиваат уште од првиот ден од животот на бебето. А сите знаеме дека плачењето на бебето е всушност онаа прва комуникација со неговата мајка. Првите 3 години од животот на детето се најважни. Зошто? Затоа што децата во овој период се наоѓаат во еден најинтензивен развој. Тие покажуваат најголем интерес за вербална комуникација и нивниот речник секојдневно се збогатува со нови поими. Секој дете, да не забораваме дека има свој индивидуален раст и раст. Како дел од нивното секојдневие, независно дали сме родител, едукатор или пак воспитувач, не треба да забораваме дека со детето треба да зборуваме како со возрасен човек, односно да бидеме правилен говорен модел. Секоја игра има свое место и значај, како и секој едукативен сет. Знаеме дека денешниот пазар нуди голем избор на едукативни сетови, но сепак треба да бидеме внимателни во изборот на истите, бидејќи според возраста на детето треба да се прилагади како активноста, така и едукативниот сет. За да го научиме детето, не треба да употребиме сила, туку треба да употребиме игра. Зошто? Затоа што самата игра за нив представува едно богатство преку кое што го запознаваат светот околу нив, но и со самата игра се потикнува говорот, јазикот и когнитивните способности. Играта е развој, развојот е игра. Продолжение ќе зборуваме за насоки кои што можете да ги применувате во вашиот дом за да го стимулирате говорот кај вашето дете. Оно што и предмет кога зборувавме е тоа дека секогаш треба да бидете правилен говорен модел за вашето дете, затоа што сепак децата го учат говорот од родителите. Најчестите грешки кои се забележуваат се бебешкиот начин, односно бебешкиот јазик на кој што го применуваат со нивното дете. Ова навистина представува еден погрешен модел на зборување, а истиот детето многу брзо и лесно го прифаќа и да го применува мислејќи дека е правилно. Повторно да споменеме дека секогаш со децата треба да се зборува како со возрасен човек и да бидеме вистински модел на говорењето. Зборовите на детето, кои што ќе ги каже на бебешки јазик, доколку ги разбираме, вистинско време е тогаш да ги коригираме и да ги именуваме на правилен начин, односно да го именуваме поимот за кој што детето всушност не зборува. Понатаму, секогаш треба да даваме одговори на детето. Пред да започне детето да употребува збор, се служи со гест. Доколку детето со прстот покажува кон одреден предмет или пак играчка во неговата соба, освен што треба да го дадем истото на детенцето, тогаш повторно е вистинско време истиот тој поим, истиот тој предмет детето што го посакува да го именува. Например, доколку детето со прстот покажува кон колата или пак можеби кон топката, тогаш ние покрај тоа што ќе го дадеме предметот треба да кажеме ова е топка или пак можеби дај топка, онака како што треба детето да ја конструира реченицата или пак да го именува поемот. Следно нешто што можеби е правилно да го правите во секојдневието на детето се оние вежби за говорен апарат. Оно што го забележувате на сликата од десната страна се всушност некои вежби кои што ќе ви помогнат за развој на експресивниот говор, меѓутоа говорниот апарат е исто така важен и за правилна артикулација на гласовите. Па можете детето неколку секунди да го истегнува јазикот кон брадата или пак можеби да го истегне кон носот. Пробајте детето да ги излиже горните запчиња или пак долните запчиња. Понатаму, исто така, за вежби за говорен апарат, убаво е да применувате и правење на балони со сапуница, можеби пак пиење на сокче или водичка со цевка, дување на салфетка и така натаму. Лижавчињата можеби се правилен избор на вежби за говорен апарат. Исто така и џвакањето на мастиките. Преку песна говорот се учи најлесно и најбрзо, па така слушањето на музика пожелно е да биде дел од активностите во денот, додека пак преку читањето на приказните детето ќе учи правилната реченица. Во почеток
Тоа нека бидат сликовници кои што ќе бидат со јаки, шарени бои, во кои што ќе има прикажани живот и предмети кои истите се карактеристични за одредени звуци. Да не забораваме дека и песните и сликовниците треба да бидат на мајчин јазик. Што е она што е карактеристично за говорот кај децата на 3 и 4 години? Детето на оваа возраст веќе умее да одговори на поставено прашање, меѓутоа и да постави прашање: што е ова? Во неговата реченица користи лични заменки, користи именки, глаголи. Разликува 4 основни бои: црвена, жолта, зелена и сина, и истите ги именува. Реченицата се состои од 3 до 4 збора. Детето користи просто проширена реченица и ги користи сите форми на значење на реченицата, односно потврдна, прашална и извична реченица. Детето на 3 години веќе треба да разликува дел од деловите на неговото тело, да одговори на прашање како се вика, колку години има, облека, обувки и нивна намена. Со правилниот одговорен јазичен развој кај детето од 3 до 4 години се постигнува подобрување во емоционалните и социјалниот дел. Се влијае на созревање на развојните мисли, потигнување на детето да изрази за се она што го забележува, чувствува и мисли. Во однос на гласовите кои што треба да ги има детето на овие години се сите вокали, сите плозиви: П, Т, Д, Т, К, Г, назалете М, Н, понатаму фрикативите Ф, Х, Ј, В, С, Ш, но само истите ги забележуваме на почетокот од зборот. Додека што се однесува до африкатите Ц, Қ, Г ги забележуваме само на почеток на зборот и гласот Ч во средина, односно во медијалната позиција на зборот. Од латерали, односно гласот Л, го забележуваме на почетокот и во средина на зборот. Понатаму, што се однесува до едукативните сетови и активности, сите се запрашуваме понекогаш каква активност да се направи со најмалите, а при тоа истата да нуди движење и креативност. Активностите за развојот на говорот и на јазикот треба да бидат секојдневни, како во градинките, така и во домот на дечињата, а истите ќе допринесат до заградење и подобрување на самодовербата кај детето. Во третата година созрева детето, меѓутоа и неговата игра. Реченицата е појасна и веќе можеме да имаме една полесна комуникација со детето. Можеме да ги користиме служувалките, кои што се од повеќе делови, служувалки со кои што може да конструираме и проста реченица. Например, доколку на самата служувалка гледаме некоја действие. Например, што јаде зајакот? Па тука веднаш нели детето да конструира реченица. Пластелинот е можност за да се подобри креативноста кај самото дете. Боењето со водени боички може да биде исто така дел од активностите на детето, како и сечењето со ножички. Тематските активности се правилен избор за развој на говор. Например, денеска зборуваме и цртаме на тема зима, лето. Па децата да ја дополнат и последната реченица од оно што зборува родителот со него. И на крај може да ги споменеме едукативните сетови, кои што може да се подредуваат по големина, бидејќи со нив се учи паралелно и формата, но и бојата на формите кои што се дел од едукативните сетови.